Исправи се пред мозочниот удар е мотото на Светскиот ден за борба против мозочниот удар, кој денеска со низа активности го одблежуваат вработените во одделението за неврологија во клиничка болница Штип. Неврологот Елена Личкова вели дека целта е постојано да се информираат граѓаните и да ги препознаваат првите симптоми пред мозочен удар. На тој начин ќе се спасат и поголем број на човечки животи. Може да имаме асиметрија на лицето, односно асиметрија во устните агли. Можеме да имаме слабост на раката, односно слабост на едната страна од екстремитетите. Може да се јави, пореметување, односно потешкоти во говорот. Може да се јави вртоглавица, може да се јави главоболка, може да се јави повраќање без претходно гадење. Сликата на мозочниот удар може да биде многу шаренолика. Личкова забележува дека веќе не постои возрастна граница на пациентите со мозочен удар, токму и тоа загрижува бидејќи причините се гледаат во современиот начин на живење. Што се однесува до нашето одделение, на невролошкото одделение при клиничка болница Штип, ние имаме од прилика месечно по околу 100 хоспитализации, од кои половината, понекогаш и повеќе, се лица кои што имаат некоја мозочна криза, односно некое церебрално страдење. Немаме, официјални статистички податоци за точната бројка. Но на светско ниво статистиката вели дека на годишно ниво има 1.700.000 луѓе кои страдаат од мозочен удар. 1/3 од нив умираат при добивањето на мозочниот удар, додека 26 милиони луѓе на земјината топка се справуваат со последиците од мозочниот удар. Медицинскиот персонал од Штипска неврологија денеска имаше предавање пред пензионерите, а се мереше и крвен притисок и шеќер во крвта.